Лето е, страшни августовски горештини. Овде војниците работат по цел ден. Како тоа и на кои делници работат на овие 32 степени? Па видите, познато е дека припадниците на Југословенската народна армија и становништвото овде негуваат една традиционална соработка. Конкретно нашава единица работат на патот од село Ѓуриште до село Дивле. Тоа е една делница во должина од околу 8 км. Сега конкретно се работи на патот од село Крушица до село Дивле, не до околу 5,5 км. Знаеме дека е летно време, дека се големи горештини, но тоа не ни прави нека посебна пречка да не се извршуваат задачите. Јас овдека посебно би истакнал дека постои една одлична соработка меѓу становништвото кое се наоѓа во овие села, нивната добродошлица, нивното заемно разбирање и помош кој ни даваат во овие моменти кога се наоѓаме овде. Ево денеска имавме една работна акција заедно доброволна до село Ѓидимирци, каде пробивме еден пат кој е од огромно значење за овај крај овдека. Трајно определба на Југословенската народна армија е да ги враќа средствата што ги добива од заедницата. Што мислите, дали армијата повеќе троши или повеќе дава на заедницата? Па видите, ова прашање малку, ето така, да кажам, па ние му враќаме тие средства. Може да ги враќаме и десетоструко од она што го добиваме и нас ни е драго што можеме да помогнеме во сите тие краишта, во сите прилики, пошто ние покрај тоа што градиме патишта, ние работиме и на помош, поготово за собирање на овие летини овде кои се наоѓаат во доброволни младински акции, во соработка на културно-забавните активности и во уште низ други области каде што учествуваме со голем број на војници и старешини, каде што не жалиме тоа слободно време да можеме да бидеме меѓу народот, меѓу младинците, а нормално и меѓу припадниците на сите народи и народности кај нас. Како работава овде? Фала на работава на нашата армија. На 80 години војската дојде до Уџединици да прави пут. Фала им и на народот и на државата. Од 80 години муки смо патили. Муки и неволи. Тоа, како ти кажам, ошо од Турско сам роден, ја 7 година. И знам и турци када бега, бошнаци беше пуно овде. Од 12 година ги стъмни, не ги съмна. Не ли е тешко и за тебе да работиш овде? Тешко ли ти е? Па тешко е, сам не можемо да работиме ни 80 години. Со младиве војничиња? Со младите војничиња, за мера сам искочил да гледам како работат. Тако сам работил и ја на млади години. Смо копале на руки пат и таа работа е била тешка. А пак кад се доживеле деца да направат пат, фала. И на држава, и на армија, и на управа, да сме живи и здрави и длговечни, да се спомиња овај за село.
Vi je neposredno rukovodite s ovije mlade luge, pa kako gledate na njih? Kakvi se ti vojnici? Pa uglavnom to su svi mladi ljudi, došli su iz različitih krajeva zemlje. Malo im je teško ovdje, velike su vrućine, pogotovo ovdje u ovim kamionima, to se zna u kabine zagrijati do 60 stepeni. No međutim sve ove uslove oni dosta dobro savladavaju, naročito zbog toga jer svi mi smo svjesni toga da pomažemo i ovom narodu ovdje, a opet i oni će puno toga ovdje naučiti što će im poslije koristiti kada odu iz vojske, kada budu radili u radnim organizacijama, a ujedno koristit će im i u njihovom privatnom životu. Koja delnica beše najteška na ovaj pad? Najteže je bilo kod sela Divljana, kilometar ispred, pošto tamo ima puno kamenja, uzak je put, no međutim i tu dionicu smo uspjeli nekako da prebrodimo. Vojnici te gi prebroduvati, svi te teško ti ovdje? Bez nekih naročitih problema, rekao već da su to svi mladi ljudi i sve teškoće koje su njih zadaci koje se postave, sve to oni savladaju bez ikakvih teškoća. Ovdje ste oddaličeni od pogolimite mjesta, pa kako živijete sa mjesto to naseljenije? Sa selima ovdje, kod kojih posebno ovdje selo Krušica i Đedimirci, saradnja je veoma dobra. Oni pomažu nama po svim pitanjima, dosta smo imali 2 radne akcije, isto u vezi opravke tehnike, pošto ta tehnika je non stop na trasi, pa dolazi dosta često do kvarova. Uvijek se oni angažiraju i pomažu nam i u vidu opravke, i u vidu ovako zajedničkog života, sportske aktivnosti, što smo imali nešto do sad susrete. Mada tu su i stariji ljudi i tako, mi pomažemo nešto njima, oni nama i ide. Vi ste mlad čovjek, koji izbrate ovaj poziv. Može biti najteže kod site, on je v Jugoslovenskата narodna armija. Pa kako se ga gledate koja ste direktno vključeni v работата? Pa svi kažu da je inženjerija najteži rat, naročito zbog toga što smo puno po terenima. No međutim, ovako kad se čovjek nađe na terenu, konkretno sa ljudima sa kojima radi, s ovim mladim vojnicima koji isto ovdje rade, sasvim se drugčije nekako stiče dojam. Sa strane do nekoga koga gleda za njega ispada teško. No međutim, ovako raditi sa mladim ljudima, to je zbilja pravo zadovoljstvo. Posebno ovako na terenu gdje se i ova saradnja sa selima, sa ljudima kojima naša pomoć je neophodna, zbilja to pravo zadovoljstvo. Od kada dođeš i koliko vreme se nađeš u Jugoslovenskата narodna armija? Ja sam iz Novog Itobija, okolin Zrenjanina. Sad sam se u 4,5 mjeseca u vojsci. Bio sam na vozačkom kursu u Kičevu i sad sam ovdje tu, vozim kao vozač i radim neke sitne popravke kao mehaničar. Teško je da se vozi svega na ovije goreštini. Vruće je v kamioniti. Pa samo zbog vrućine teže, ali mislim onako nije teško. A ti od kada si? Pa ja dolazim, u vojsci sam došao iz Kosova polja, ovdje sam već 12 mjeseci, završio sam kurs za pionirac. Inače, ovdje je fino, jako malo vrućina smeta, inače ostalo je sve u redu. Radimo, svi smo većinom mladi, pretežno mladi ljudi, tako da nije teško puno. Što na vas mladi ljudi ostava vpečatak ova rabota? Što pravite vi konkretno i koja je celta? Da li je ostavi nešto za idnina ova vaša rabota? Pa vidite, pa veliki utisak je ostavio ovaj rad naš, jer znamo da ćemo posle duže vremena posle nas ostati ovaj put, služit će s njime i tako. Kakvi tragi ostavio ovije mladi ljudi na vas i na cijelo to mjesno naseljenje od ovoj kraj? Pa vidite, tragite se vidljivi, znači očito se gleda da prvo ovaj kraj se otvori za svet, da ovdje vidi da ima život, da ima idnina za idnite generacije, normalno ta rabota je napravi armijata, niko drug. Zato ima dosta da kažem za armijata. Armijata, prvo što napravi patu što od 83. godine ga trasiraše, znači, сега se posipava со песак и се надеваме дека ќе наидеме и на разбирање кај општините, нажалост што се и тие општини, 3 општини на ова територија овде, па некако до согласност не може да дојде, али верувам дека ќе се дојде до согласност да еден ден овде и се посипе со асфалт и да овој народ се поврати назад во селата да живее. Сами знаете како е денеска економска криза,
teret na gradovite, a ovde ima život i kakav život ima, miren život da žive i drugi familije da hranat ova zemlja ovde što je. Isto така imаме траги оставено од армијата, значи примери кои треба да послужат за сите генерации понатака, хумани примери. Имаме догаѓаи со пожари, имаме догаѓаи повреда на деца кои војската, другарите од армијата ги однесува во Свети Никола да им дадат прва помош, ги носе во Скопје. Така имаме доста да кажеме и доста за армијата која стварно немаме зборови да им се заблагодариме што се направиле за овој крај, затоа што од 83 година овој крај е видел бел свет, што се вика.